Од 750 до 1500 евра глоба ќе треба да плати институцијата која нема да ја почитува употребата на македонскиот стандарден јазик. Инспектори на новоформираниот инспекторат ќе вршат контрола на терен за да ја утврдат фактичката состојба. Директорката Менча Андреева вели ќе се проверуваат не само документите кои излегуваат од секоја инстанца на институциите, туку и називите на министерствата, општините. Под лупа на инспекторатот ќе бидат и физички лица, социјални мрежи и медиуми. Најголем проблем очекуваат да бидат етикетите на производите во маркетите. Во законот се предвидени и глоби, односно од 750 до 1500 евра за правните лица и од 350 до 750 евра за воденарска противредност за физичките лица. Називите на улиците, сообраќајните знаци, називите на институциите, едноставно широк е спектарот кој што ќе треба да го опфатиме во рамките на инспекцијската служба. Една страница на Facebook каде што е насловот и целокупниот назив и името и насловната фотографија на латиница. Значи тука треба да обрнеме внимание и на писмото и на кирилицата. Со донесувањето на законот за употреба на македонскиот јазик лани во јануари, веќе една година тече и рокот за вработување на лектори во сите институции. Да, обврската за вработување на лектори во институциите започнува со донесувањето на законот. И оваа обврска веќе истекува нејзиниот законски рок. Најпрво ќе настапуваме со превенција, односно превентивно, така што можеби некои од овие институции веќе имаат во изминатиот период вработено лектори. Имам институции за кои што јас имам информации дека со години наназад имаат вработено лектори, но некои се уште немаат и се надеваме дека тоа ќе го сторат во најкраток можен рок. Поради малиот број на пријавени студенти на катедрата за македонски јазик, од инспекторатот очекуваат заинтересираноста да порасне со неговото работење. Планирано да бидат вработени 5 инспектори кои ќе контролираат дали се почитува законот на целата територија. Во 2020 беше формиран инспекторат за употреба на јазиците кој проверува дали се почитува албанскиот јазик. Во вонредни контроли се опоменува институциите чиј назив го нема напишано и на албански јазик, а се преведува и називите на улиците. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија.